18-тиот роденден на убавина и здравје. Неќе бе среќен роденденот како и секогаш и оваа година направија прекрасна манифестација. Морам да кажам дека некој ми пиша порака, но тоа не е битно. Не, морам да кажам дека последен месец искочив од дома, што се вика, и сум навистина среќен што тоа место е баш убавина и здравје. Сакав да те прашам, бидејќи еве само можеме да кажеме дека е полнолетство на убавина и здравје, дали се сеќаваш ти на твоето полнолетство и како го прослави? Да, тоа е 2020 година короната, која беше го прослави во една скромна атмосфера, како што нели тоа го налагаше законот поради короната, али беше лудо и незаборавно. Кажи ми ти, имаш твоја емисија, снимаше твоја емисија Icon Show, зашто имаше некој прекин на емисијата и зашто еве сега повторно се враќаш на таа сцена? Која е причината? Тоа што јас да не бев, немаше да постојат многу тука вие што ги снимавте. Беше бев првиот до Македонија што направи YouTube емисија, не ќе мога да звучи егоистично, но тоа е фактот. Тоа доказите може да си го наведат своето, нели? Се враќам пошто публиката ме сака. Публиката ми припишуваше реферати, ме бара публиката и ќе се вратам за нив. Полюбат за сите мои фанови. Се случи дали имаше некоја поголема причина? Здравствена причина беше во прашање, има проблеми со моите црева, фаза пред операција. Во октомври може да се оперирам ноември, но се надам дека нема да дојде до тој степен. Сега со лекарство го лечам тој проблем. Тежок период поминав, ми падна и коса од стрес. Ама многу работи се насобра, попуштав на многу лоши луѓе од нашата сцена кои што работев кај нив. Icon Show се снимаше во едно студио на една армија на едни медиокритети. Поздрав само до мојот пријател кој што не е од таа група на медиокритети, не ме испочитуваа, затвореници ме навредуваа, така да одлучив малку да се повлечам, сватив дека фалам и сватив дека публиката е мојот живот. Се надам дека се ќе се среди здравствениот проблем и дека ти повторно ќе се враќаш со целиот твој, како да кажам, со сите твои сили назад. Ти ми даваш инспирација, кога те гледам колку си убава и талентирана, напредуваш, имаш емисија твоја, ќе посакам сета среќа на оваа планета да те прати, тука сум од секој време за тебе, како и да секој наш пријател. Фала ти премногу. Би сакала да те прашам уште едно кратко прашање, тоа е дали знаеш дека Белисима? Ај кажи ми мислење за неа. Како е облечена денес? Она е како и секојаш треба облечена, јас не сум скромен, јас го кажам тоа што го мислам. Јас мислам дека она е најбавата жена, што веќе е баба во Македонија. Белисима, кажи ми како си помина на спотот на снимањето со соткаристика? Многу беше интересно, многу беше убаво, искрено чест ми беше што бев дел од таков проект, бидејќи нашата генерација израсна со неговите песни. Мое беше задоволството што сум таму и искрено преубав хит, певлива песна, нема нешто реално сладка што прави лошо, така да го видовте исподот, мислам дека е прекрасен. Ја доловува приказната што ја раскажува тој за екскурзијата, за абсолвентска и баш и таму го снимавме спотот, преубаво си поминавме и многу искуство. Кратко прашање. Македонија, не знам дали знаете, се враќа на Евровизија. Кој мислите дека е следен спремен да представи Македонија во најдобра светло? Барбара Попович. Кој се дел од мислењата? Да, се согласувам и со него. И двете субави, згодни, талентирани, мислам дека се прекрасни млади вокали, така да заслужуваат една светска сцена како што е Евровизија. Моментално ни пее Барбара, точно двете ми се пријателки, ги поддржувам во нивната работа, преубаво изгледаат, не е убавината пресудна за на Евровизија, имаат глас врвен, така да треба да отидат. А може и како дует, зашто да не? А може ја и ти, зашто да не? Не, тоа не се случи. Зашто да не? На нека модна писта ја и ти ке се добро тоа, да.